денешниот тайм-аут ќе го посветиме на фудбалот. Ќе гледате еден фудбалски тайм-аут денеска, иако во фудбалот нема тайм-аути. Ќе се посетиме на едни стари, добри времиња со голманот кој што дури 6 години мина во Тетово, односно во редовите на Тетекс. Наш денешен гостин е поранешниот голман на Тетекс и на други екипи во Македонија, секако, Александар Новичич. Новичич, најпрво ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин. Дел од нашите гледачи да се потсетат на тие времиња, а помладите да слушнат нешто ново и да дознаат како беа тие фудбалски времиња пред 40 на години. Па као прво многу ми е мило и се одазвав на вашиот позив. Драго ми е што еве некој после толку години се сети дека постоиме уште. Дека и порано се играл фудбал, и тоа добар фудбал. И врло радо се одазвав на вашиот позив и еве тука сум сега. Да дискутираме за тоа како било, што било. Но вишиш, на почетокот ќе се вратиме неколку децении наназад, односно на твоите фудбалски почетоци. Зошто се одлучи баш за фудбал, а не за некој друг спорт и во кој клуб беа твоите почетоци? Па добро, у нашето време немаше многу избори. Спортот беше една опција која ми ја употребувавме, мислам, као млади. Игравме, спортувавме, денеска не го гледам тоа. Младиве се денеска со компјутери, со телефони. У наше време да искочиш од дома беше најубавата работа, да искочиш да играш кошарка, да играш фудбал со пријатели, со другари, тоа ни беше секојдневие. И ја имав дали таа среќа, комшија да ми биде Љубомир Цветковски, бившиот голман на Вардар, од постарите генерации, кој ме убедуваше едноставно, вика, дојди у Вардар. Он беше тогаш тренер на голмани у ФК Вардар и ме убедуваше, вика, дојди, имаш талент за спорт, за ова. Ја отидов у Вардар 1968 година. И почнав као центарфор. Ја бев многу надежен центарфор на Вардар. Меѓутоа, што вика србите, игром случаја, на случајно се повредува голманот еден од вториот тим на Вардар и тогашен тренер Часлав Божиновски ми вика на Банчо Трпевски, што не беше голман на пионирите, што не беше тренер на пионирите, вика, дај ми еден голман у замена. Ја очекав да се јави некој од голманите, меѓутоа беше и Љубомир Цветковски, Жмара, мојот комшија и бивши голман на Вардар, кој беше тренер, и он уместо мене дигна рука, еве го голманот, и мене ме прати. Ја викам, чичко, Љубе, викам, ја не сум голман. А, вика, те гледав, вика, имаш рефлексии, имаш све, ќе те пробаме. Отидов и така заврши мојата центарфорска кариера. Во екипата на Вардар ги поминувате комплетно младинските Сите категории. школи. Дали се сеќавате кој ви беше прв тренер на голман? Не воопшто тренер, туку тренер на голман. Прв тренер на голмани ми беше, баш сега го спомнав, прв мој тренер која на уопште на екипата беше Ванчо Трпевски, звани Чукаре. Меѓутоа, тренер на голмани беше Љубомир Цветковски Жмара, бившиот голман, пак ќе напоменам, на Вардар, и моите први основни работи ги научив од него. После тоа имаше надградба, нормално како категориите растеа, доаѓа нови тренери, па ми дојде Петар Шуринчевски, па дојде Андон Дончевски и секој се унесуваше своите нешто ново. Меѓутоа, ако треба да кажам кој од кого од почетокот, тоа беше Жмара Цветковски. Првите основни работи од него ги научив. Во тоа време во Југославија важевте за еден од најталентираните голмани во тие младински категории во јуниорска меѓу најталентираните, да. Со, да кажеме, бев у конкуренција со Влак, Атанасковиќ од Звезда, Влак од Динамо и така. Бевме многу добра екипа, респектирана у омладинските категории. Стално бевме у врв некој, не успеавме да освоиме прво место никогаш, меѓутоа бевме стално поред екипите Динамо, поред Звезда, поред Велеш, поред Војводина и увек бевме равноправни партнери. Беше убав фудбал, убава школа Вардар имаше тогаш. Сега не знам, гледам нешто се дешава со Вардар,
Ja moram da napomenam дека малце сум надвор од фудбалот у задниве години, 30 години сум во Италија, не сум тука, меѓутоа што успеам да пратам од таму и преку моите пријатели ми обавестуваат. И не ми се свиѓа ситуација, нарочито не ми се свиѓа што се дешава со Вардар. Откако ги минавте сите младински категории, доаѓате и до првата екипа на Вардар. Зошто не ја добивте вистинската шанса во својот матичен клуб? Тоа е прашање многу добро. И тоа е прашање што не можам да си дадам одговор и ден денеска. Ако те рачунале токав квалитет, ако те рачунале за голман што ќе го наследи Мути Барич, ја мислам дека заслужи, требало повеќе внимание да се обрати пажња на младите што доаѓаат. Меѓутоа, тогаш беше политиката на Вардар боле да се купи готов голман, него да продолжиш да ги форсираш тие своји деца што ги имаш во својот погон, кои можат, кои пружат, кои ти даваат гаранција, сигурност некоја, твои се ги гледаш секој ден. Ја бев малце бунтовен карактер и јас сакав да играм, меѓутоа ја имав несреќа да пред мене у тоа време, несреќа или среќа, викам несреќа, затоа што има пред себе голман што беше репрезентативец на Југославија, Драган Мути Барич Муто. Голман екстра класа. Се знаете каква е позицијата на голман. Една позиција е. Ако е добар голманот, шанса другиот голман да добие, треба чека многу или да пропадне. Јас сакав да играм, сакав да напредувам, не сакав да седам на клупа и мада денеска со овој памет си викам да останев у Вардар, можеби мојата кариера ќе имаше другачи тек, другачие движење. Може ќе беше сосема друго, пошто сите што останаа мои од генерацијата моите пријатели направија кариери одлични. Да не зборам Ѓоре Јовановски, зборам за Џиџи Илиевски, зборам за сите таа генерација што бевме, пола од нив што останаа направија успешна кариера. Не е дека не направив и ја, меѓутоа можеше да биде многу боле од тоа што имав потенцијал. Сега зашто било, како било, може да има и моја кривица сигурно. Може да не сум бил стрплив, може да сум сакал пред време да направам нешто. Тоа е сега проблемот мој. Да размишлям што било, али тоа билше прошло. И веројатно има и грешки, знаете што, фудбалот е многу чудна работа. Не е само тоа што се гледа на телевизија. Животот на фудбалерите, секојдневниот, на тренинг, на утакмици, има многу работи позитивни, али има и негативни. Например, ако кажем една работа што можда никој нема да прифати, некој ќе ја прифати, некој не. Битно е да си симпатичен на тренер. Битно е дали има афинитети некој да те симпатичен си едноставно и ќе те стави тебе пред мене. Еве, например, тоа некој не го знае дека и такви работи се случуваат. Али го има и тоа. Така да, ако се вратам наназад со годините, има многу мои грешки, и меѓутоа има и грешки вакви, на тренери, на други фактори што учествуваат. И кој ќе се склопи тој мозаик, кој ќе го направиш, гледаш има и позитивни работи, и негативни работи и така. Едноставно треба да се поклопат коцките, не е само талентот, не е само работата, треба да се поклопат коцките. Така е. И за да се стане врвен или успешен спортист. Во тој период Вардар се одлучува да ве прати како позајмен во Прилепска победа. Така е. Таму се задржавте една сезона во Прилеп. Целта беше да се остане у втора лига, мене ме зема, не беа задоволни од позициите на својот голман што го има. Мене Вардар ме уступи на година дена, ја отидов у победа, тоа беше втора Југословенска лига. Целта беше да се остане у втора лига, ја остваривме. И отидов и преку тоа, ја го освоивме купот на Македонија, тоа е 77 година. Значи, у финале против Вардар игравме две утакмици. Првата у победа 2-0 го победивме, у реваншот у Скопје 2-1 и така со одлична игра. И тоа беше првиот куп.
освоив уште еден куп со Тетекс, тоа накнадно ќе дојде со Тетекс следната година. Кога отидов у Тетекс, одма следната освоив уште еден куп на Македонија со Тетекс. Така да кажеме, ете некој курикулум со две титули на македонски куп. И два пати Вардар во И финалето два беше пати жртва. Вардар жртва беше, да. Таму каде што не ја добивте вистинската шанса да се покажете и докажете. Така е. 77-та година преминувате во Тетекс, се задржувате до 83-та, тоа се цели 6 години и на овој период ќе се задржиме и најмногу во денешнава емисија. Бидејќи верувам дека и нашите гледачи тоа најмногу и ќе ги интересира. Бевте во Тетекс дел од најголемите успеси на клубот. Тетекс два пати влегуваше во прва Југословенска лига, меѓутоа само еднаш заигра. Меѓутоа ќе почнеме најпрво со сезоната 77-78. Тетекс завршува како прв на табелата во втора лига Исток. Меѓутоа не добива шанса да игра во прва Југословенска лига, е казнет и влегува напредак Крушевац, а Тетекс го освоила и купот на Македонија таа сезона. Ќе почнеме од тука. Купот го спомнавте, Тетекс во финалето го победува Вардар, меѓутоа како се одвиваше таа сезона? Како бевте пречекани од тетовската публика? Како изгледаа надпреварите на Тетекс во тој период, тогаш на стариот градски стадион? Па доста е да кажам само една работа. Градскиот стадион у Тетово не може се најде празно место. Значи, било која утакмица, да не зборам со Вардар или со некоја попозната екипа, не можеше хибридче да се стави од кој што беше препун стадионот. Чак имаше една анегдота дека се на една утакмица падна дел од трибината со навијачите што беа од озгора. Значи, стадионот беше тој што беше. Беше малецок, да кажеме, не беше како денешниот. Ја не, за жал, не го дочекав отварањето на новиот стадион, пошто тој се отвори, мислам, 83-та. 83-84-та, ја крај на 82-та го напуштите. Напревар со Трепча 0-0. Така е, така е. Меѓутоа, ми беше желба, меѓутоа, спортот е тоа. Ми испаднавме тогаш од прва лига 82-та и дојде до промени у клубот. И редно беше, мислам, се осети некоја атмосфера дека е боле да се, после 6 години, да се напушти клубот. Али тоа е отом потом. Тетекс беше екипа која у тие години, збориме за 77-ма, 8-ма, све до 82-та до влегувањето по втор пат у прва лига, беше екипа која сегде значеше нешто во екс-Југославија. Значи, била стално во врвот. Сме се бореле стално, сме биле пласман висок. И тоа со разни екипи. Тетекс бил екипа која важела за екипа со добри стандарди. Тетекс беше фабриката, еден од гигантите на екс-Југославија. Директорот покоен, знам, Стојан Ѓорчевски, котираше низ Југославија, беше еден најаките фирми беше Тетекс за трикотажи во Југославија. И ние бевме на ниво на попримања на Звезда, на Партизан, на Динамо, на Хајдук, што никој не веруваше дека еден мал клуб, да кажеме помал клуб од тие гиганти, може да се носи у финансиски смисол со нив. Стално доаѓа добри играчи се Ако нудеа. направиме една паралела, во денешни пари, колку бил некој просек што се заработувало тогаш во Тетекс? Не ве прашувам конкретно за вас колку сте заработувале, туку воопшто екипата во денешни пари, еве во евра, ако ги претвориме парите, јасно ми е. колку се заработуваше? Смешно е да упоредуваме се. Смешно е. Еден пример, еве ја лично ќе кажам, ја као првотимец бев, ми ја зимавме, да кажеме, 7-8 пати повеќе од плата на еден работник, нормален. Меѓутоа ништо повеќе. Немаше милионски вредности, немаше милионски договори, немаше милионски трансфери. Се играше за љубов поише. Бевме платени за тој период, меѓутоа никој од нас не стана богаташ. Никој не се обогатио, не остана да живее од фудбалот. Значи, ова е сосема друго време, сосема други услови, што не може да се упоредат. Ми игравме поише за слава, за пун стадион, за љубов
nego денеска се гледа прво обратното, за жал, финансиската подлога, парите, па после све друго. Така мислам. Дали може да се присетите на делот со играчите од Ма тој период во Тетекс? како не од сите, ја можем да кажам. Ја кога дојдов у Тетекс, тимот беше составен од сите нации. Значи имаше Срби, имаше Македонци, имаше Албанци, имаше Турци, браќата Беадини беа по турска националност, одлични играчи, за жал покојниот, помалиот, погина у Турција, Уески Шекер отиде да игра и заврши кариерата така, многу жалосно. Имаше Срби многу, Раца Јовановиќ, леви бек. Играше централна позиција, ми игра Стево Заковски, беше тука од Тетово. Играше Лазо Плачков, центар халф. Па игра Слободан Јовановиќ, па играше после следните генерации. Тука беше стандарден Стево Грнчаров, крило, имавме пуно играчи добри, стално што доаѓале од добри клубови, така да Тетек стално котирал добро. Нарачито тие халфовски позиции, бек одбранбени, има се доаѓале, да пример, ја имав од центар халфови Лазо Плачков, па дојде Ице Осифовски, па дојде Беквалац од Нови Сад, па Јаковљевиќ, и мислам дека и он од Нови Сад дојде. Па дојде Пејановиќ, Рајко, па дојде Рацо стандарден, Рацо остана 16 сезони. Ја мислам дека Рацо, Југословенски југословенски рекордер, по човек што остана, Рацо ја го затекнав и си отидов, Рацо остана уште и ден денеска у Тетекс. Така да Тетекс беше интернационален клуб, може да го наречам така. Значи, не се гледаше кој од каде, што е, како е. Сите живеевме кој една фамилија. Имаше тетовчани, од Струмица, од Скопје бевме, Срби, Албанци, Турци, сите, никој немаше проблем никаков. Никој не гледаше кој од каде. Мислам дека воопшто и времето било такво во Југославија Така, во тој да. период. Го споменавме купот што го освојува Тетекс во 78-та година, Да. во финале против Вардар. Пред да започнеме да снимаме, има тука еден албум со слики и со новински извештаи. Во тоа финале новинарот известуваше од тој надпревар, вели дека поранешните вардарци беа најдобри против својот поранешен клуб. Да кажеме нешто малку и за тоа ривалство помеѓу Тетекс и Вардар во тој период. Вардар секако е најголемиот клуб во Македонија, меѓутоа во тој период слободно ќе кажам дека Тетекс е веднаш позади Вардар. Ривалството постоело увек. Џабе ќе скажеме не или да негираме нешто. Ја као бивши играч на Вардар, и ден денес си го сакам Вардар, ја, пошто сум почнал, моите денови ги почнав, не може да се заборави тоа, нели? Али утакмиците со Вардар било нешто посебно. За мене, лично зборам, али не само за мене. Било и за сите, биле предизвик, пошто се работи за клуб со најголема традиција у Македонија, со највише рейтинг, да кажеме. И увек ни било чест и некој изазов утакмиците. Ја лично увек сум бил најбој на терен. Имаше утакмици, играме првенство, не знам која година беше пред да влеземе у прва лига, каде што падна по некоја криза фудбалска. 7 утакмици поред губевме утакмици. Дома надвор. Не пратеше некоја среќа фудбалска. Меѓутоа, голман која ти е најдобар на тие утакмици, тоа не е добар знак. Ја бев секоја утакмица најбољи на терен, што значи дека сме играле лошо, дека јас сум се бранил, ми сме се бранили 7 утакмици. И тогаш се деси, после 7-та утакмица, идеме угостуваме у Пирот, со Раднички Пирот, и освајаме прв бод, и тука на враќањето целата наша управа загинува, ако се сеќавате на тоа. Кога председателот на клубот, Рајчевиќ, па секретарот Ванчо, и сите загинава. И тоа беше нека прекретница у клубот, како да кажам, донесе несигурност. Меѓутоа, ние останавме, успеавме да се спасиме таа година. И после тоа влеговме чак и у прва лига. Али, да се вратам на првото за Вардар, почнавме муабетот.
Вардар uvek бил предизвик. Вардар е екипа која ќе кажеш Вардар за македонците значи врвот. Ја лично сум имал uvek у мене некој предизвик, некоја волја, некоја да се докажам дека сгрешиле, дека сум можел да направам повише. Еве задњата утакмица што сум одиграл со Вардар изгубивме 6-7. 6-7. А кога голман има осмица, јас со 6 примени гола, со фатен пенал на 0-0, онда може да знаете, веројатно претпоставувате со каква волја сум играл на таа утакмица. Губиме 6-1, секој ќе каже голманот е ова, меѓутоа, ако ти е голманот добива осмица на крај на утакмица и најдобар играч после Григоровски кој даде за жал 5 гола на таа утакмица и остане трауми. Со тие 5 гола даде нема да заборавам никад Ристо, мада сум играл заедно со Ристо у победа, бевме колеги и све, меѓутоа Ристо беше страшен центарфор. И тоа Герд Милер, таква градба беше така, тоа изненада ќе шутне, изненада ќе се сврти, и тоа ми беше последна утакмица со Вардар, меѓутоа Тетекс после Вардар по мене заслужува сигурно второ место по рейтинг, по тоа што пружил прва лига, игравме со години кандидати, влеговме уште една 78 у прва, па не вратија заради бодовите што зборевме, заради жути картони, значи 2 пати влеговме у прва лига незванично, еднаш званично, еднаш незванично. Тоа се убави работи што се забораваат. Кажавте дека во Тетекс има играчи од сите делови, и на Македонија, и на Југославија во тој период. Дали може да се подсетите како тогаш се дружевте надвор од тренинзите, надвор од надпреварите, значи? Па, знам една работа. Другарство постоеше. Не дека, ја ќе кажам наискрено, не можеш да бидеш со сите другар пријател у една екипа од 5, 16, 20 души. Меѓутоа, треба да има респект, треба да има некој однесување, да кажеме кодекс, некој на понашање. У наше време, кога бевме ние немавме многу време за дружење. Зашто? После тренинг, ние од Скопје што бевме, си одевме за Скопје. Тие што беа од Србија живееа во Тетово, останува. И немаше многу релација, да кажеме, за дружење, немаше многу време за такво дружење. Единствените моменти за дружење беа кои идевме по карантини. Пошто порано, не знам сега, веројатно тоа е укинато, не знам, порано идевме под еден ден, сигурно една вечер преспивање пред утакмица, ако не и 2, у карантин. Значи, тогаш беше момент сите заедно, се дружевме, игравме карти, игравме така тие друштвени игри, затоа пројде времето да бидеш изолиран од фамилија, од глупости и се употребуваше тој карантин баш за тие работи, да се зближиме. Мада никогаш, викам, се дешавале ексцесни ситуации, имали, да не кажам сега, и некои закачки, меѓутоа тоа биле работи што се забораваат. Не знам, денеска пак ќе напоменам, јас сум малце надвор од денешниве, слушам само и гледам дека не е тоа што треба да биде у Македонија. Да. Добро, карантинот веројатно бил и дека имало долги патувања. Така е. Југославија била голема, 25 милиони жители, и таа втора лига Исток исто е на голема територија од Београд надоле, цела Србија, со Косово, дел од Црна Гора, цела Македонија. Така е. Многу долги патувања и веројатно било и за одмори, да се изолираат играчите и се тоа. Кажавте дека македонскиот фудбал во моментов не го пратите многу, меѓутоа сигурно следите европски фудбал. Така е, да. Југославија во тоа време е европска и светска фудбалска велесила. Се сложувам. Дали може да го споредиме фудбалот кој што се играше во Југославија во тој период, во првата и втората југословенска лига, со овој европски фудбал денес? Во смисла на квалитет, на техничка, тактичка, физичка подготвеност на играчите, па и на динамика на игра. Многу пати дискутираме за тие работи. Јас сум у приватен живот у Скопје другар со бивши играчи. Еве, ние сме нон-стоп нераздвоени со Љупче Георгиевски, крилото на Тетекс исто што беше. И дискутираме често за тие работи. Фудбалот денешен не може да се упореди со тогашниот. У смисол, многу е понапреден денешниот.
по-динамичен, по-снажен, не технички да кажеме, ние игравме убав фудбал, многу убав фудбал, меѓутоа не така груб, не така физички јак, не толку трчање. Денеска е ова се машини, ја гледам како се одвива, како се врши пресинг на играчи, на ова, сосема друг тип на игра. Што ја не можам да го поредам со поранешниот, мислам, сосема е другачи. Ние игравме поле пршаво, поише за око, за публика, за нас, дриблинзи, па и низ ноги, тоа денеска тешко проаѓа. Сега сакам малку да се задржиме на преварот со Земун во 1982 година, одлучувачкиот надпревар Галеника Земун. Во тоа време одлучувачкиот надпревар за пласман на Тетекс во првата Југословенска лига и можам да кажам најголемиот надпревар во историјата на фудбалскиот клуб Тетекс. Како тие денови, таа недела пред тој надпревар, па и денот на надпреварот, како Тетово живееше, како навивачите се подготвуваа за тој надпревар и како вас како играчи се почувствувавте кога излеговте на терен? Мислиш на 81-ва? 81-ва. Ја, за жал, за таа утакмица, ја бев на ослужување на војниот рок. Ја не можам да кажам за таа утакмица, ќе можам да кажам за слични утакмици, пошто сличниот притисок го имавме и 78-ма пред влегувањето, тоа незванично во прва лига, тоа што не беа одземени после бодовите е друга работа. Ние истата атмосфера, ние влеговме во прва лига 78-ма. После за зелена маса што ни ги зема бодовите и што не симна, влезе напредак од Крушевац, тоа е друга работа. Меѓутоа збориме за притисоци, нели, за тоа е едно исто. Значи, играчите е нешто невероватно. Ние тој период, зборам за 78-ма, не спиевме со денови пред таа утакмица задња. Ја лично бев напреднат, не можев, ја шетав со денови пред таа утакмица. Едноставно се осеќаше притисок дека нешто треба да се направи битно, важно. За себе, за клубот, за градот. И верувам дека и со Галеника, мада не сум бил, ја дојдов на полусезона, се вратив од војска, 82-ра, на полусезона од прва лига. Ја пропуштив првиот дел на првенството у прва лига. Почнав, дојдов и после недела дена одма наступ, нити уште не бев спремен со Железничар у Тетово. Така да, првиот дел ова, и не знам за таа утакмица да кажам, меѓутоа, ништо нема разлика, веројатно, од тие утакмици што сме ги спремале ние, што сме се спремале, како сме биле психички напрегнати, не може да не си психички напрегнат. Таква утакмица што ти значи еден скок у кариера, една утакмица што ти значи цело првенство муки, играно. Си дошол до корак да направиш нешто, и не може да не ти значи. Не може да не ти значи. Не може да не го осеќаш, не може да немаш притисок, не може да не си психички под некоја тежина. И тоа, кога ќе заврши утакмицата, ако успешно ја завршиш, тогаш доаѓа до експлозија на емоции, на нешто неверојатно. Тоа ли се деси нас, им се деси на момциве 81-ва, и верувам дека тоа се моменти кои ќе остануваат во сеќавањето. Како изгледа надпреварите во првата Југословенска лига, во тој пролетен дел? Не можам да те опишам. Ја мислам секој дете кој ќе почне да спортска кариера како ја и било кој, сон ти еден ден да изиграш, да влезеш у таа прва лига Југословенска. Ја како дете кога собирав топки во Вардар, кога пионирите не одредуваа кој да собира, си задавав едно прашање, си поставав дали еден ден и ја ќе искочам на ваков зелен терен да пред публика да ме гледа. Кога ќе се деси тој ден, мислиш дека си крајот на кариерата готово тука ти е. Врхунацот си го направил. Лично, значи сатисфакција. Го направив, да, тоа ми беше мојот да кажам сон, идеал да еден ден да заиграм во тоа се оствари. И баш ми е мило, можеше, ја пак ќе поменам и поголема кариера. Меѓутоа сега тоа викаат отом потом, касно е сега, меморијата останува само, што било, како било, тоа се заборава. И следната сезона Тетекс беше многу близко до враќање во така Лига, меѓутоа Приштина.
тогаш, ако не се лажам. Така е. Заврши прва од ваши соиграчи. Приштина или Трепча? Мислам дека беше Приштина. Кажуваат дека Добро. ваши поранешни соиграчи дека и политичка била одлуката да се сопне тогаш Тетекс и Ја 82-ра во крајот. секој случај зборуваме за косовска екипа. Да. Ја мислам дека може да е Приштина, може да сум помешал ја. Може да и Трепча. Не, али реков Трепча затоа што Родич, бившиот мој играч центар хафов, он играше у екипата у Приштина кога отиде од Тетекс. Он играше у таа екипа што влезе у прва лига, мислам. Затоа мислам дека е Трепча, али не е битно, може сум грешка и ја. Со Родич се слушаме на Facebook, он е у Канада, така сите сме расфрлани низ светов, али битно е да се слушаме. Еве го Вуличевиќ се јави пред некој ден од Србија. Битно е да сме живи и здрави, да се слушаме и така. Зошто заминав со Тетекс? Зошто? Као што реков, Павле, у спортот има убави, има и лоши страни. Никогаш не сакам да ги зборам лошите страни. Меѓутоа постоја. Ако некој гледаш дека више, не дека стануваш досаден во еден клуб, меѓутоа, па и стануваш малце, ако те гледаат више, па редно е да се замени, не знаеш, ајде да донесеме. Мене ми у тој период кога заврши, кој испаднахме од втора лига, нормално кога ќе испадне, сите се кривци. И тимот, и тренерот, сите бараат кривци некој. Кривицата најлесно е да пребациш на голманите, пошто точно е дека имаше и киксо, меѓутоа точно е дека имаше и лоше водење ситуацијата на тимот. За еден голман, зборам уопште за голманите, е најбитно да имаш, да му улиеш поверење, да добие поверење голманот. Да му даеш сигурност. Пошто за мене лично, може некој ќе каже центар фор, ова, за мене пола екипа е стално голманот. Ја да сум тренер сега, би бирал увек првата позиција да се дајде добар голман. Добар голман е сигурно за цел тим. Пола екипа. Тоа било постаро и по мене уште. Некои, гледам, се купуваат најголеми трансфери се за центар фор, за напаѓачи. Никој не гледа одбраната. Голман бил увек по мене и ќе биде позиција број 1, затоа и број 1 у тимот. У Тетекс, ја пред да дојдам, не беа задоволни на одбраните, да голманите што останаа. Беше Лазаров и мислам дека беше Ванчо Дилев. И што правеа они? Ја кога дојдов, Валок беше тренер, и он дали осети се нова снага, дали очекуваше нешто, и мене ме убаци у огин со железничар одма, после недела дена искачање од војска, без тренинзи. И на таа утакмица бранев одлично. Еве, имам тука извештај ова, убава седмица, изгубивме 2-1, меѓутоа бранев добро. Следната утакмица со Динамо Загреб, дали ме совладе првпат, ја немав трема никад на утакмица, меѓутоа у Динамо Загреб дали отсуството од зелени терени, од војска, она ми даде малце несигурност и плюс на тоа почна да врне едно дошче. Толку клизаво беше на Максимир, што топките плюс дресот беше од материјал некој направен на онаа време од дали беше оној што се оној као поливини, не знам како беше оној материјал. Топката што се лизгаше бега од се деси да направам кикс 2, изгубивме утакмицата. Меѓутоа, не дека бранев лошо целина, направив кикс. Мене ме смени одма следната утакмица, али не беше проблемот што мене ме смени. Проблемот беше што секој голман што ќе направеше грешка, го менјаваше, одма. И не им даваше на голманите 2-3 утакмици. Немаш континуитет, сигурност не можеш да добиеш. И сите знаевме дека ако сгрешиме, тројцата, ќе не смени. Се зголемува притисокот. Готово, а немаш време, се ближи крај на вториот дел, губиме, се бориме за опстанок и тоа беше можда и несигурност дадена од страна на тренерот, на управот. Али тие работи ги има и сега не можеме да кажеме сгрешил еден, сгрешил друг. Тоа беше неискуство данок на неискуство во тимот.
Играчите доста бевме неискуси, по прв пат влегуваме у таков амбиент, прва лига. Тренерот малце и он, значи вкупно и управа и све, не успеавме да обстанеме за малце. Значи ни фалеше, мислам, бод од Раднички Ниш, кој беше? Или од Загреб, не знам сега. Ние да една утакмица требаше победиме и че се спасевме. Мислам дека Тетекс и Загреб испаѓа таа сезона. И А Риека беше, мислам дека еден бод мислам дека не делеше од Да. опстанок. Се деси тоа што се деси. Испаднавме од лига и почна некоја лоша атмосфера у тимот. Ми го донесоа Цакич, голман од Слобода Тузла. И тоа направи уште поголема збрка меѓу нас голманите. Дојде и Томич, Душко. Покојни сега за жал умре. И видов дека дојде време да се напушти. Бев уморен од борби со конкуренцијата, пошто имавме добри голмани стално. Почев од Цобилиевски, Благоја Георгиев, Јабев, беше после Дилев, после... Све се тоа добри, искусни голмани, што бранеле со години. И едноставно доаѓа времето, а пак ќе го напоменам, ја не сум од тие што многу сакав да не играм, да седам. И осетив дека може би дојде време да се менјава екипа. Не сум као Рацо. Рацо си остана. Раца мислам дека беше и во првата година од независна Македонија. Мислам дека Македонија веќе беше независна држава, Раца беше уште тука, па потоа Со Раца се слушам и се јавува понекогаш, истиот е, не се менјава. И јас имав прилика пред некој време да се видам, беше дојде. Пред да фати корона кризата. Да. Во тој период, мислам дека и на време заминувате од Тетекс, бидејќи во една книга прочитав како што растеше фабриката, така растеше и клубот. Како што почна фабриката да паѓа, така паѓаше и клубот. Меѓутоа, мислам дека воопшто и состојбата во целата држава тогашна Југославија била таква што веќе се насетувало тој распад и поделбата на републиките, со тоа и независноста на Македонија. После Тетекс каде продолжува? За жал, така испадна на крај со Тетекс, да. Као еден дојде до пад и до таков пад што Тетекс е сега каде што е. Што викам дека не му е местото на Тетекс тука. Тетекс треба да е горе. Али се сменија многу работи. Еве гледате што се дешава и со Вардар. Катастрофа. Па ништо, ја кога напуштив Тетекс, имаше еден период каде што бев на проби неколку, ме вика, поради моја глупост, викам моја овој пат, пошто ја стално викам, животот е еден воз. Возот си оди. На успутни станици, што се шансите, се успутни станици. Ако ти не се качиш на успутната станица, не успеш да се качиш, ти отиде возот, отиде. Тоа се дешаваше. Ја отидов, добив позив Галатасарај. Галатасарај, знаете кој е денеска клуб. Галатасарај 82 година беше, меѓутоа не као сега толку јак клуб, толку... И Турска не беше така у тие земји со тако фудбал развиен. Да. И ја отидов на проба у Галатасарај, фантастична проба направив, сите задоволни. И ден денеска памтам што се деси, еве као ја и ти што седиме сега, дојде управата на Галатасарај после тренинзите, после 2-3 дена останав у Истанбул. И као сега памтам, сите задоволни, фоторепортери на сите страни, што чак беше за мене малце чудно, знаеш, ја не се осеќав толку битен, важен за да толку пажња ми посветат. А едниот што беше, што дискутираше со мене, што збореше ни наш јазик, македонски, беше главниот менеджер и главниот пријател на покојниот голман на Вардар Бошко Кагарич, кога ја бев, кога си отидов од Вардар. Еден од разлозите беше затоа што сите очекува годината кога Мути Барич отиде у војска и уствари у Шалке 04, изборот да падне на мене.
za golmana наследникот на Мутибарич. И штампата и цело Скопје. Меѓуто некој управата мисла другачие. Преку ноќ, никој не знаеше, преку ноќ на тренинг у Тредента ни доаѓа голман. Кој е? Бошко Кагенич од Звезда. И тоа беше за мене крајот. Затоа си отидов ја. И сега тој човек, пошто Бошко Кагенич загина у Истанбул у саобраќајна несреќа, и он бил у колата со него. И он ми викаше, многу сакаме да дојде голман да го наследи Бошко Кагенич, пошто он беше идол у Истанбул. Он беше убав човек и чак и глумец станал, актер, значи и поред фудбалот бил многу популарен. И вика, тоа се деси, ние сакаме, гледаме у тебе негов наследник за све. И за таа кариера, и за оваа. И добро, све готово, се договараме. И не беше проблем ни финансиското, све. И ми вика, сега малце, тогаш реагирав глупо, пошто беше друг систем. Ја дојдав од комунизам. Југославија беше комунистичка земја, татко ми војно лице, мајка ми у полиција работи. И они вика, знаеш што има проблем? Како се презиваш ти? Новичич. Проблем. Зашто? Треба да го смениш презимето, треба турско да земеш државјанство, треба сега да ми го кажат тоа, никаков проблем, значи одма. Тогаш беше друго. Што ќе кажат сега моите? Мајка ми ќе кажа, земал пасош, како тоа, другачие се гледаше. И ја одбив тоа. Ја го одбив договорот. Денеска да ме прашаш зашто, не можам да ти објаснам. Едноставно, помислив што ќе кажат моите, како ќе кажат, че имам критики. И по општата ситуација, општата беше атмосфера таква во Југославија. Сега, мислам, тоа тотална глупост што сум направил. Меѓутоа, мене возот ми отиде. И тоа е едниот прелаз после 84 година. И следната проба ми беше у Кала Марија у Грција. Исто на готов договор. Мисля дека не ми е потребен менеджер, дека сум доволно јас сам. Направени проби фантастично, све договорено. И преку ноќ ми исто го носат Симеуновиќ од Вардар. Симеуновиќ беше од Звезда, што дојде у Вардар, што бранеше голманот. И го донесе Божо Мамула, најголемиот менеджер на Југославија на тоа време. Кој е тој голман од Тетекс? Ја ти носам од Звезда, им рекол, од Зелена Звезда, од Вардар. И преку ноќ ми го поништи договорот. И така да кажам, тоа е една од тие пропуштени шанси. После тоа 84 во Австралија, играв краток период за еден така, не у прва лига, у еден тим, да кажем, од тие регионалните, најселениците, младост од Вилијамстаун, тоа е, да кажеме, градче прво до Мелбурн, многу убаво и тоа све, меѓутоа, на крај тој клуб ми гарантираше, сите гаранции ми ги даде за да останам. И мене синот ми беше малецо, го оставив у Македонија, отидов со сопругата. И ден денеска не знам зашто, по кој разлог австралијанците не ми дозволија да го донесам синот. Веројатно затоа што знаеа дека ќе останам таму, тоаш беше многу тешко да си за тие работи. И денеска е тешко за Австралија, меѓутоа тоаш беше уште потешко. А јас со сите гаранции и ми ги побија сите гаранции и така се вратив, после година и пол дена се вратив. Заиграв у Македонска лига, у Гостивар од Гостивар, една сезона и после, пред крај на кариерата, у ФЦ 55 и само цементарница клубот, да. Малку да се навратиме на играњето во Австралија. Како се прилагодивте таму, не само фудбалски, туку и воопшто и климата и општеството, како бевте прифатени? Климата, за Австралија може да кажам дека боља клима нема нигде. Си бил 3 пати, знаеш. Австралија да ми кажат сега, јас сум 30 години во Италија, да ми кажат иди од Италија у Австралија, одма зимам авионот и не се враќам. Али тоа што се деси, се деси. Австралија е прекрасна.
Австралија, Мелбурн као град е прекрасен, нарочито сега викаат, ја не сум бил доста време, значи до 84-та, викаат дека сега направен, дека е фантастичен. И тогаш беше убав, меѓутоа сега уште поише. Немав проблем со нашите еселеници, пошто немав многу контакти. Меѓутоа, приметив една работа што не ми се допадна многу. Добро, ја немав проблем, пошто ги овладувам енглескиот јазик добро и така да од старт нема проблем. Обично сите ми зборат што отишле од иселеници, дека проблемите се јавуваат ради јазикот највише. Меѓутоа, таму што видов што е, карактеристики на нашите, да кажеме, иселеници. Дружење само меѓу себе. Дружење со аустралци или со други, нема шанса. Ти кажуваш, значи, за 84-та, јас можам да потврдам дека и денес е така. Значи, дружењето, иде вечерва сме кај тебе, утре сме кај него, и тоа се врти кругот со години исто. Добро, викам, зашто не промените? Не, тие нас не мрзат, вика, кој ве мрзи, аустралци, зашто да ве мрзат? И ја додав у ситуација еднаш да правам муабет со еден аустралијанец, Питер, се сеќавам, пошто ја кога отидов немаше професионализам. Ќе ти дадат работа, мене ме запослија у Данлоп, работа, плата од работа и плюс тоа нешто ќе ти даваат од клубот. Немаше професионализам 84-та. Беше еден клуб само што работеше полупрофесионално, тоа беше Маркони од Сиднеј. И го прашувам, викам, зашто, викам, ви ги мрзите македонци? Кој ги мрзи, вика? Па вика, они вика дека сте ги мрзе. И он ми вика, Алекс, вика, колку време си, вика, у Австралија? Па викам, месец дена. Како, вика, ти со тебе, вика, и секој ден се дружиме, искачаме, вика, осети дека те мрзи? Викам, не. И па, како е? Значи, ако ја те прашам и ти ми одговориш, правиме муабет, мене никој не е дошол од нив да ми направи муабет, јас сум, вика, толку години работам овде, никој не е дошол да ми каже, ајде идеме на пиво, идеме на нешто да прошетаме. Јас сум, вика, аустралијанец, јас сум домашен сум. Треба они да ми придат, треба да ме прашаат, вика, ја никогаш не сум рекол дека мрзам некој. Е тако владење беше меѓу нашите, дека они не се многу посакани таму, дека затоа се дружат меѓу себе. Меѓутоа, ја мислам дека ипак тоа некој страф од дружења, дека некој менталитет друг. Фудбалот во тоа време, во Австралија, на кој ранг може да го ставиме во тоа време во југословенскиот фудбал? Македонска лига или уште подоле? Сега, као што играт, е многу другачие како што бев ја. Не сега, тогаш. Тогаш сега е професионализам. Тогаш кога беше ранг на Македонска лига, да кажем. Тоа е. И тоа на Македонска сега. Порано беше јака Македонска лига. Кој ќе кажам кои тимови играли во Македонска, ние кога бевме во прва лига, тие се сега све прволигаши наши. Прволигаши, да не кажам и второлигаши по некој, али углавно се прва лига. Тие што биле по македонски лиги, по општински лиги, сега тоа може да видиш квалитетот зашто е паднат. Значи, тие екипи што доаѓале од тие места што не може да изборат место ни у Македонска лига, денеска играат у некоја прва лига Македонија. И нормално е дека квалитетот е опаднат, дека више не е тоа. Плюс немаш финансиски средства, немаш пари. Нема пари, нема спорт. Тоа е дефинитивно. Во ваше време знаевте да давате голови. Веројатно, бидејќи сте почнале како напаѓач во младинските категории на Вардар, така имате дадено и неколку голови во сениорска конкуренција. Да, имам 5 голови дадено и тоа не зборам за пенал. Као играч, зашто често се дешавало куп утакмици, едноставно да ми се игра, ако не е битна утакмицата некоја, да го замолам тренерот да ме стави, да играм. Знам кога дојдов у Тетекс, значи, мене Тетекс ме донесе по мои заслуги, нормално дека бранев одлични утакмици со победа од Прилеп против Тетекс. Меѓутоа, и Цобе Илиевски, поранешниот голман на Тетекс, беше мој добар пријател од Вардар уште. И Цобе Илиевски дојде еден ден и вика, молим те замолам нешто, зборев со управата на клубот на Тетекс, јас сакам да идам за Америка, не ме пуштаат ако не те донесам тебе. И ја им реков дека ќе пробам да те донесам. Молим те дојди, за да можам да идам за Америка. Екам Цобе, викам, што се однесо до мене, окей, да видиме Вардар. Вардар ми даде
i ne me pušti za stalno, pak mi dade odstupnica na godinu. Međutim, posle prvata godina se dogovori Tetek со Вардар и добив дефинитивно исписница. Ali Cobilievski беше иницијаторот да ме донесе мене во Америка, да ме донесе у Тетекс. Цобе беше одличен голман, стана најбољи меѓу најбољи голмани на мал фудбал. Америка, за жал, почина пред 5-6 години на утакмица пријателска. Али тоа е. Може да кажеме дека во ваше време сте биле најдобар напаѓач меѓу голманите и најдобар голман меѓу напаѓачите. Веќе напред може да кажеме, да. Па ја ти кажам, ја имам непријатна случка на куп утакмица со Работнички, каде што тренерот Фрањо Пазмањ, ја само што дојдов, значи 77-ма, уште беше и Цобилиевски, не отиден за Америка, и ја го, бев нешто по пат, нешто уморам, викам, бате Фрања, викам, може ли ја денеска да не играм? Не може, немам играча, вика. Па викам, добро, како сакаш, и он го чита тима. Вика, земи број, вика, резерви ќе бидеш у екипата кој играч. Викам, важи. Негде пола саат, 20 минути, 25 минути пред крај ми вика, ајде, влегувај. И ја лево крило. Корнер се изведува, центар шут, прелетува сите, ја штоп на груди од 16 метра, волеј под пречка на Мацков, голманов, Александар Мацков. Мацков до ден денеска љут ми е за тоа. Уште тогаш после утакмица ја да го гол, пошто сме пријатели, бегај, не сакам да зборам со тема. Тоа беше добро. Не го прифати тоа што му дадов гол. Тука некаде ја завршувате играчката кариера. Кој ви беше ноќна мора од противничките напаѓачи? Ноќна мора. Предпоставувам кој ќе биде одговорот, меѓутоа морам да ве прашам. Види, Павле, ја углавном не сум примал многу голови. Таа една утакмица што примив со Вардар, таа утакмица 6, а што бев прогласен за најбољи играч после Стрелецот, после Ристо Григоровски, кој ми даде 5 гола. Ристо нема да го заборавам никад со тие 5 гола. Ја добив, пак ќе ти напомена, бранев одлично, супер може да кажам, една од најбољите утакмици мои со 6 примени гола. Али он шутна 6 пати на гол. 6 пати 5 гола даде. Али не се бранеше ни еден. Тоа све беа ракле. Како ги погодуваше, не знам, али неодбранливи беа. И ако некој се сеќавам за лош, мислам, за мене као голман, што ми дал некоја депресивно да делува на мене е Ристо. Ристо Григоровски. Сега за добар голман треба да има и добра одбрана. Така е. Со кого се чувствувавте најсигурни во централната дефанзива? У сите години у текот на Тетекс, Тетекс имал стално одлични центархафови. Не можам да издвојам еден од одбраната кој не би го ставил пак со мене. Ева кои се класични, ја ќе ги направам, бекови. Рацо беше, имаше и свој мани и свој, меѓутоа Рацо беше борец. Рацо беше борец, знаев дека ќе изгине на терен. Десни бек беше Ачив Мемети, после дојде Пејановиќ, се менјава. Центар хафови ми беа, се менјава, значи од Плачков прв центар хаф, страшно сигурен играч. Од Вардар бевме заедно. Лазо Плачков беше извонреден, скокаше изворедно, знаеше позиционарно да игра. Дојде после Јаковљевиќ, Штела, супер играч. Оштар, беше тука Ице Јосифовски, бескомпромисен борец. Да не го кажам, Беквалац беше од Нови Сад, од многу јак играч, многу стабилен, многу цврст. Така да, Родич беше, да не го заборавам, исто човек, скоро 2 метра, висок, јак, бескомпромисен. У одбрана сме имале, не сме кубуриле со одбрана, што се вика, не сме имале проблеми. Поише сме имале, да кажеме, маце централни везни линии, тука напаѓачи сме имале добри стално. Стеве Гранчаров важеше за еден најдобри играчи у втора Југословенска лига. Се тепа играчи од прва лига. Не знам зашто Стеве не успеа да отиде у прва лига негде. Тоа е за мене дилема. Може да му понудиле добри услови у Тетекс.
Niko ne знаеше како зима. Али Стеве Грнчаров, Рингов беше една сезона со мене. Мики Петров, центар форвард што после играше у Вардар, у Хајдук беше Да, Мирко Петров. Мирко Петров, да, имаше напаѓач Тасич беше тука. Значи напаѓачи Цојле Урошевиќ, Цојле од младо дете, од Тетекс, полека стана израсна еден врхунски играч, што после направи убава кариера, отиде у Вардар, па отиде у Бугарија, играше, настави кариерата. Цојле одличен играч и супер дечко. Морам да го напоменам тоа. После завршување на кариерата имавте кратка тренерска авантура. И јас се извинувам пред да го заборам, никако не смеам да го промашам, че ми се љути мојот голем пријател и одличен играч, крилото Љупче Гергиевски, напаѓач. Што остави, после мене остана, играше и он неколку години убави во Тетекс. Како што кажав, имавте кратка тренерска авантура, се пробавте како тренер на голмани. Каде беше тоа и зошто велам дека беше само кратка? Па едноставно, отидов у Италија 94 година. Живее во Арезе. Арезе се вика градчето, тоа е уствари приградска насоба на Милано. Имаше свој клуб у пониските лиги, да кажеме у С лига, тоа е трета лига негде као наша македонска. Која слушнаа дека сум се бавел со, кога сум играл ваму таму, ми понудија да бидам тренер на голманите и ја прифатив. Меѓутоа, тоа беше повеќе на аматерска база, знаеш, тој клуб не беше професионален, полупрофесионален, па нема ни примањата не беа, да кажеме, големи или така. Едноставно, тој клуб беше во склоп на спортскиот центар на Арезе, кај што имаше базени, фудбалски игралишта, тениски игралишта, кошаркашка сала. Ми имавме прволигаш Арезе у кошарка. Знае добро и тренеров што беше од Скопје. Едноставно, тој спортски центар ти нудеше све, квалитетни. Ја почнав као тренер голмани, меѓутоа се деси моите деца да почнат кошарка. Син ми постар почна у Вардар, у пионирите на Вардар и беше многу надржан. Меѓутоа кратко време, пошто отидовме за Италија. И ја рачунав, кога ќе дојдеме у Италија, да идам да го упишам у Милан. Пошто у тоа време у Милан беа и Савичевиќ и Бобан, што ја релативно се знам добро со нив. И рачунав дека нема да ме одбијат детето да почне да тренира у младите категории. Меѓутоа, деца мои што направија? Отидоа у спортската сала на кошарка, виделе како тренираат децата. И еден ден дојда, ние сакаме кошарка да пробаме. Како кошарка, плюс се стави мојата сопруга на нивна страна, доста и беше од еден фудбалер, и вика, и ја прифаќам за кошарка, па добро викам, нели ќе идеме у Милан. Нај да пробаме ова, да видиме ова. И децата моја стана кошарка да играат. И ја како родител, пошто Италија е голема, не е Македонија, него сека утакмица, јако млади категории треба да идеш по 150-200 км да ги носиш, да идеш утакмици, да се враќаш. И ја преземав улогата на брижен татко, што ги носи децата на тренинг. И така, скоро 20 години, цела кариера нивна ја бе, све дока не стана и големи играчи, дока не почна да играат и за големи тимови, дојдоа до втора лига, што не е малце. Втора италијанска лига. Италијанска, да. Малиот дое до Б, големиот се повреди, имаше проблема се повреди, он играше у С. И меѓутоа, ја избраа таа кариера, ја прифатив, јас со нив се приклучив и почнав да ги пратам и научив почнав за кошарката многу него што знаев. Тоа е. Што работи денес Александар Новичиќ? Александар Новичиќ е денеска пензионер, званично. Работев, имав свој бизнис во Италија, у смисло имав неколку работи, имавме, државме и ресторан, имавме и ја работев, имав солариум у времето кога беше популарен. Денеска во Македонија со другарите седиме у тениски клуб, ЛДК, си пиеме кафенце преку ден док во време и си расправаме како било пред 20, 30, 40 години. Тоа, се враќаме и тоа ни се муабетите стално, али пратиме
фудбал, пратиме спортови, кошарка, стално се караме кој е за што управо и така тоа. Не дека не пратам фудбал, денеска исто пратам, меѓутоа далеку сум од активно случување. Новичиш уште еднаш да ти заблагодарам за гостувањето. Се Фала ти. надевам дека и нашите гледачи се подсетија на некои минати времења пред 40-тина па и 50-тина години. Така е. Се надевам дека со друштвото ќе продолжите уште многу години да се Фала дружите, ти да се пуно, подсетувате фала ти пуно. и да ги раскажувате овие приказни и анегдоти на некои минати, меѓутоа добри времења. Фала ти пуно на пружена прилика еве да паднеме да разговараме, да направиме еден убав муаве за тоа како било, што било. Ми причинува задоволство и заблагодарувам на целата екипа, посебно на тебе. И се надевам дека ќе се видиме у некое време под уеднината пак. Ако имаме што да збориме пак. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата со поранешниот голман на Тетес и на други екипи во Македонија, Александар Новичич. А кога веќе зборуваме за спорт, многу битно е и спортската опрема со која што ја тренирате, меѓутоа ќе се надпреварувате. А секако, најдобрата спортска опрема можете да ја најдете кај генералниот дистрибутер за АСИК за Македонија, на вторкат во Скопје, во Скопје Сити Мол. Довидување и се гледаме следниот петок. Догледување, фала пуно уште еднаш.